на сите. Значи се соочуваат работниците со секојдневни проблеми. Од 5-дневна работна недела преминавме на 24/7 како што работеше до сегашната влада. Второ, во 2008 господино министер за финансии за јавниот сектор стави храна и превоз, а работниците од стопанство ги остави на ледина. Тогаш работниците во стопанство да земе околу 5.000 денари храна и превоз. Сега 10.080 минус 5.500, пресметајте за колку работат работниците. Господинов, пошто можам да му речам и другар од Министерство за труд, евиденцијата на прековремените сати и работата на трудовата инспекција е децидно напишано во член 1 од инспекцијата за труд. Во член 1 децидно пишува: инспекторот е должен да побара договор за вработување и колективен договор кај работодавачот. Послем тоа да ги бара сите елементи. Значи, нема евиденција на прековремените сати. Овде слушнав од многу колеги и колешки, посебно ромското население во земјоделието е малтретирано. Не само од работодавачот, туку е од банда која ги шета низ Јужна Македонија. Тоа е Ѓевѓелија, тоа е Кавадарци, тоа е Дојран, тоа е деца од 12 години работа, треба да се срамиме ние сите за тоа. Лупат кромит, ни спремаат ајвар и во Веро или во Тинекс го јадиме ние. Деца од 12 години. Тоа мислам дека е забрането. За кои фирми конкретно става? За фирми кои спремаат зеленчук, конзервираат зеленчук и градинарски производи и овошни. Не знаете тие фирми кои не? Тој се дебатите со снага? 34 фирми се кои пакуваат градинарски производи, овошја, претежно се распоредени Ѓевѓелија, Дојран, Богданци, Валандово и Струмица. Може слободно инспекцијата да ги најде во дворот на фирмите, кај што цела фамилија од роми, заедно со таткото и со мајката, лупат кромит и лупат пиперки, ние да јадиме. Ќе преземете ли некоја постапка? Може би некако синдикат, граѓанска? Значи, прашањето се отвара и за сезонските работници. Сезонски работници во земјоделие, во градежништво, угостителство и туризам. Тие работници не се заштитени и ние во планот и програмата што ја читаме од сегашната гарнитура на власт, има некои нотирани точки за кои сакаме да разговараме во иднина и тоа е најавено, а ќе бараме исклучиво, како сите што бараат, да се почитува член 32 од Уставот. Работникот има право на работа, социјална сигурност, договор за вработување и колективен договор. Работниците само по тој основ можат да се заштитат и да седнат да преговараат со работодавачот. Затоа и во член 1 од Законот за работни односи е децидно напишено: работникот ги ужива правата од овој закон, договорот за вработување и колективен договор. Нема алтернативи. Ние како синдикати мислиме дека сме прогресивни. За ова прашање и на првите средби со ресорните министерства се слушнавме, разговаравме и ќе инсистираме. Без колективен договор во ова општество не може да се живее. Зошто? 70% пораста капиталот на работодавачите, 30% профитот, а платите останаа исти. Или ќе почнеме да разговараме и да си помогнеме сите, не напаѓаме никого, се спомнат овде добри реченици, поука и за нас, треба да се разговара за сите прашања, од сите аспекти, да вршиме притисок организиран за да се подобрат условите на сите нивоа. И уште едно прашање
кој останува, сите граѓански организации имаме право од колачот на буџетот на Република Македонија да добиеме повратни средства. Буџетот не го полни само политичката елита, независно каков состав. Јас само еден пример ќе кажам за синдикатите. Во Чешка за 2010 или 2011 година 6 милиони евра одобри владата од буџетот. Кај нас нека биде 600 денари да се отвори таа Пандорина кутија, не да ги распоредува политичка елита. Благодарам што ме се слушате.